И добре дојдовте, почитувани колеги, на пресконференцијата на Кошаркарскиот клуб Куманово. Секако повод за оваа пресконференција е крајот на сезоната на преварувачка 2013-2014. Секако за оваа сезона која што веќе е за Кошаркарскиот клуб Куманово ќе позборуваат претседателот на клубот Виктор Божиновски, тренерот Љубисав Луковиќ и капитенот на екипата Урош Луковиќ. Најпрво збор му давам на претседател. Благодарам. Значи, почитувани представници на средствата за јавно информирање, благодарам за вашата посета. Значи, свикаме денеска оваа пресконференција после последниот надпревар што Кошаркарскиот клуб Куманово го имаше во оваа надпреварувачка 2013-2014 година. И тука би сакале да дадеме една оценка и за она што клубот во оваа надпреварувачка сезона направи на надпреварувачки план. Меѓутоа, и јас како претседател на клубот да дам едно видување за некои состојби во кои се најде клубот и состојби кои се случуваат во македонската кошарка, се со цел да некои работи од следната сезона се подобрат. Најпрво морам да кажам дека сум исклучително задоволен од сите играчи на Кошаркарскиот клуб Куманово, кои што насебуваа во дресот на Куманово во оваа сезона, кои што ги бранеа боите на клубот и кои што фактички ја представуваа и општина Куманово и во свое име и во име на главниот покровител општина Куманово преку градоначалникот Зоран Дамјановски и сите спонзори на клубот, јавно да им се заблагодарам на сите играчи. Исто така би сакал да се заблагодарам и на сите членови на стручниот штаб кои што дадоа свој максимум и во првиот и во вториот дел на оваа надпреварувачка сезона. Значи, навистина беше една напорна сезона во која што, како што знаете, како и минатата година учествувавме и во Балканската Библ лига. Во таа конкуренција успеавме да стигнеме до разигрување за пласма во плејофот, кај што бевме, како што знаете, поразени од подоснежниот шампион на Балканската лига, екипата на Левски од Софија, а од идната година член на Јадранската АБА лига. И учество во Суперлигата со, да кажеме, за малку испуштен пласма во плејофот. Значи, апсолутно можам да кажам дека целата управа, покровителот, спонзорите и сите играчи го дадоа својот максимум. Ако ме прашате дали можеше да биде подобро, веројатно и можеше. Меѓутоа, се на се, сметам дека е една добра сезона. Во односно на она што се случуваше, особено во изминатите 2-3 недели и во македонската јавност, она што излази во македонската јавност, всушност се случуваше во органите и телата кои што се под капата на Македонската кошаркарска федерација. Значи, јас можам да го кажам ставот на Кошаркарскиот клуб Куманово. Значи, апсолутно некои работи во македонската кошарка се неприфатливи, а кои се случува оваа сезона. Значи, апсолутно е неприфатливо да не знаете по кои правила и во кој дел од сезоната играте, да се кажуваат на толкување на некои правила на 3 утакмици пред завршување на Суперлигата. Едни правила да важат оваа година и да се толкуваат на еден начин, а истите правила кои важеле минатата година да се толкуваат сосема на друг начин, како што бевте сведоци и во јавноста. Значи, излезе информација дека минатата година со примера на потполно исти правила на Куманово му било ускратено учество во завршницата, односно во Final Four или во полуфиналето на Македонската лига, може би играње во финалето. Значи, овие работи апсолутно се неприфатливи како за кумановската јавност, нормално за управата пред се, и се надевам и како управа ќе дадеме се од себе, више вакви работи да не се случуваат во македонската кошарка, да не се знае по кои правила се игра, кога се толкуваат правила, кој ги толкува правилата, да се надпреваруваме со правилник кој важи за
надпреварувачка 2012-2013 година, воопшто да нема правилник за новата сезона. Во правилникот да се повикува на толкување на правила на ФИБА, во пропозициите на надпреварување да се дава сосема друго правило, значи тоа се работи и небулозни ситуации во кои што нормално ние како клуб ќе направиме се до тоа во идната сезона да не се случува, да има јасни правила, а не да се толкуваат како на кој клуб во која сезона му одговара. Очигледно му одговарало минатата година на Фени, кој влегол во четирите наместо Куманово, оваа година на три надпревари пред крајот им одговараше на други две екипи и затоа повторно Куманово не можеше да влезе во четирите најдобри екипи, иако сум убеден дека тоа место со овој кадар во стручниот штаб и со овој играчки кадар апсолутно го заслужува. Šta reći na ovo sve što je se desilo u zadnjih 15 dana? Predsjednik kluba Viktor Božinovski je to lepo objasnio. Međutim, ja postavljam samo jedno pitanje. Da li se neko za ovih 15 dana od najodgovornijih ljudi koji su trebali da izađu u sredstva javnog informisanja i ovako da kažu, da li se neko oglasio od njih? Ja ću vam reći, nije niko. Pa nije ovo neka nevladina organizacija ili ne znam kakva organizacija da nema svog predstavnika, svoga sekretara, svog generalnog menadžera da objasni šta se desilo prošle godine, šta se desilo ove. Kakvi su to aršini koji vladaju u Makedonskoj federaciji prema košarkaškom klubu Kumanovo? U zadnjih 2 godine košarkaški klub Kumanovo je tražio odlaganje utakmica 5 puta. Da ne pominjem imena protivnika. Nijednom nije izlađeno u susret košarkaškom klubu Kumanovo. A to je uglavnom traženo sa mogućnošću odlaganja i protivnika i naših obaveza koje smo imali u Balkanskoj ligi. Postavljamo pitanje da li uopšte ima smisla ovakav raspored na tabeli što je prikazan. Odgovorno i decidirano tvrdim, 10 dana pred ovaj slučaj, postavio sam pitanje, do duše, ne na nekom skupu, nego na utakmici gospoda koja vode ligu i gospoda koje su u vrhu makedonske košarke. Da li se prenose bodovi iz prvog dela šampionata? Dobio sam decidiran odgovor. Bodovi se ne prenose kao i prošle godine. Meni ovde kao strancu najmanje mi treba da zovem neki kontraefekt. Međutim, pošto ovde 4 godine radim sa ljudima koji vode ovaj klub i ne samo sa njima, nego ljudi okolo kluba, da vam iskreno kažem, u poslednjih nekoliko, i bez ikakve političke obojenosti, sa velikim brojem navijača, pa verujte mi da će više izgubiti makedonska košarka nego što će dobiti ovi koji pokušavaju neku svojom žudnju zamoći da pokažu iz nekih korena slabosti. A znate kako? Da sa drugim ljudima koji su u sportu kompenzuju svoje nedostatke koje imaju. A hoću da vam kažem šta je direktno to. Zato što se plaše od košarkaškog kluba Kumanovo. Zato što imaju neku, da kažem, neku mržnju. Čemu to? Da li je košarkaški klub Kumanovo nekad nekom nije izašao u susret? Da li je nešto uradio što je protiv košarke? Ne, nije, niti će raditi. Ljudi koji su u klubu maksimalno daju uslove za igrače. Da li je neki igrač ovde za 4 godine, koliko smo ovde, ostao, da kažem ja, prevaren, nije urađeno nešto. Što je u sportu? Međutim, znate kako? Samo se kukavice iz straha prave osvetu neku koju nema veze sa sportom. Ali to se opet na kraju vrati. I to što rade drugima, to im kratko pomažu. Nama takva pomoć nije potrebna i niti ćemo je tražiti za budućnošću. Znaš? Jel, igračima i ovde pričamo i tako smo vaspitani ovde i kako radimo se zajedno. Čast i poštenje nama niko ne može da oduzme. Možemo samo sami da ga izgubimo. Međutim, nekima drugima oni to ovako lagano gube. Imaju čast kao šibica, kresneš i više je nema. I to je ono što je moje pitanje. Da li su oni dali objašnjenje za ovo? Ne, niko nije. A znate koliko je igrača ovde od 1. avgusta imalo treninga, koliko je imalo utakmice, koliko je znoja proiluveno
i koliko je imalo želje i karakter i volje da se izbori za to 4. mesto. Nama je prvenstveno značilo to u sportskom smislu. Želimo se takmičimo sa najboljima. Međutim, iskreno da vam kažem, nismo se takmičili sa najboljima zarad drugih i nekih drugih interesa. Neka kažu koji su to interesi njima. I zašto imaju ovakav odnos prema Kumanovu? Ne vidim. Još ću vam navesti neki primjer. Nije moje da pričam. Uvek sam bio na strani igrača. Molim vas, uzmite i izvadite podatke u zadnjih 3 godine od svih klubova u Superligi koji su se takmičili. Koliko su minutažu imali makedonski igrači u odnosu na druge klubove koji su igrali u Superligi? I reći vam ja podatak, a vi prvo proverite. Od svih najviše. Pričamo o domaćim igračima. Nama je drago što svake godine, da ne kažem, nismo mi stvorili ni Acu Kostovskog, ni Dimčevskog, ni Janevskog, ni Mladenovića. To su momci koji su počeli da igraju ranije košarku, ali su dobili punu satisfakciju u našem klubu, da se razvijaju i da postanu igrači, da postanu pravi ljudi. Takav odnos imamo prema njima, tako ih vaspitamo svi mi u klubu. I meni je drago što neće ovo biti zadnji produkt igrača koji će Kuman ostvariti, neće to biti, da kažem, najsvetlije nešto, jer ova tradicija Kumanova traje 6-7 godina, ako se ne varam, i malo više. Tu tradiciju niko ne može da oduzme. I još nešto. Moja malenkost ovde, što stvarno 4 godine ulažemo puno energije, truda i ljubavi za ovo i za ovaj grad i za sve ljude. Znači, još nam ne delim ih po ni političkim partijama, ni po političkoj pripadnosti, ni po nacionalnosti, ni po verskoj pripadnosti. Da li je moguće da na svakoj našoj utakmici bude po 3, po 4 hiljade ljudi? Toga više na ovim prostorima nema. Znači, meni je stvarno žao. Da vam navedem samo primjer da imaju hale po 13.000 ljudi u Ljubljani, da ima 1300 gledalaca, Zadar nova hala da ima 1500 i takvih masu i masu hala na prostorima bivše ex-Jugoslavije, a ovde je svaka utakmica puno. Da je utakmica protiv Kožova, posle utakmice 1000 ljudi čeka rezultat iz Skoplja, da vidi da li je Kumanova igra u play-offu. To je ljubav. Tu ljubav niko ne može da uzme, pa i ovi koji rešavaju sudbinu na drugačiji način. Заборавив да се заблагодарам на навивачката група на Кумани, која што го бодеше клубот, значи и оваа сезона со ист жар, со иста љубов кон клубот и кон градот, како сите претходни години, и нормално на целата кумановска публика, која што ја пунеше на секој надпревар спортската сала во Куманово. Едната работа и втората работа, морам да кажем искрено дека во овие 15 дена за кои изборуваме, имавме 3 состанока на управата на кошаркарскиот клуб Куманово и многу близко бевме до донесување на одлука за напуштање на Македонската кошаркарска лига. Меѓутоа, одлучивме да не го направиме тој потек, само за да не ги задоволиме сите оние кои што можеби очекуваа Куманово да го направи тој потек. И од ова место сакам да порачам дека и следната година ќе бидеме дел од најквалитетното преварување во кошарката, уште посилни, и сите клубови во Македонија ќе имаат проблем со Куманово. Ja bih želeo samo se zahvalim navijačima i svim ljudima koji su nam pružili podršku čitave ove godine. To je to od mene.